Добар ден, почитувани, добре ни дојдовте во нашата програма Радио што се гледа. Веќе и сами се уверивте дека во студиото имаме гостин, а тоа е Горан Василевски, председател на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев Прилеп, инаку по професија фолклорист, магистар по фолклористика, со кого ќе разговараме за јубилејот кој што годинава ова друштво го одбележува и кој што е навистина за почит, а тоа е 75 години од постоењето на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев Прилеп. Ова е навистина за гордење, бидејќи културно-уметничкото друштво Мирче Ацев е еден од символите на Прилеп, символ со кој што градот се гордее. Со вас добре ни дојдовте во студиото. Добре, најдовме и благодариме на поканата. Интересно е да се чуе како ќе го одбележите овој јубилеј, кој што после пандемијата еве на некој начин ќе ги оживее сите тие активности поврзани со културно-уметничкото друштво и да се потсетиме дека навистина фолклорот треба да се негува, да ги потсетиме и младите дека треба да учествуваат во активностите кои што ги организира културно-уметничкото друштво, кое што уште од самите почетоци пред 75 години представувало символ на нешто што значи фолклор, одбележување на прилепскиот дел од Пелагонија. Ајде сега да започнеме прво од она што ќе следува на 9 и на 10 септември, на каков начин ќе се одвиваат тие настани и активности, што се е предвидено за одбележување на овој голем јубилеј. Така, како што напоменавте, 75 години не се мал период за подценување, значи сепак сакавме да биде на едно повисоко ниво одбележувањето на овој јубилеј, па така го одлучивме да биде во два дела. Првото одбележување ќе биде во петок на 9 септември од 19:30 часот, каде во фоајето во Националната установа Центар за култура Марко Цепенков ќе биде изложени фотографии и видеа од архивата на друштвото, значи од постоењето па до денес, сите оние членови што поминале низ друштвото, кои играле, пееле, инструменталисти, сите настани, концерти, турнеи кои што се одвивале од текот на годините, сето ќе биде изложено. Исто така и голем број од оние достигнувања, плакети, благодарници, статуетки кои што друштвото ги освојувало на разни настапи. Потоа планираме и ревија на сите народни носи кои што ги поседува друштвото, ги има во својот фундус, така што ќе продефилираат членовите на друштвото, облечени секој во различна носија, буквално сите носи што ги поседуваме, каде ќе бидат образложени која носија од кои делови е составена, во кои сплетови, во кои ора се употребува и слично. Тоа е значи на 9, а модератор на настанот ќе ни биде Лилијана Неделковска од Заводот и музеј во Прилеп, каде и беше иницијатор за земање учество нашето здружение во роднокрајната поставка, односно на роднокрајното музичко творештво, каде што покрај голем број на значајни прилепски музички имиња, тука земаме учество со своje катче и културно-уметничкото друштво Мирче Ацев. Потоа на 10 септември, тоа е во сабота, исто со почеток од 19:30 часот, ќе биде онај голем јубилеен концерт, каде учество ќе земат нашите три групи, односно првата постава, средната група, почетниците, и гости на концертот ќе ни бидат еден вид наши побратими, да кажам, друштвото Змај од Ирик, од Србија, каде што имаме долгогодишна соработка со нив, и Октетот Прилеп,
од Прилеп. Влезот ќе биде слободен. Така да во прилика ги покануваме сите љубители на фолклор, сите ветерани, сите членови кои што поминале низ друштвото да повелат и да го одбележиме заедно јубилејот. Навистина богата програма, тоа ќе значи дека во петок, во колку часот започнува изложбата и промоцијата на фотографиите и видеата кои што ги имате во од 19:30. Од 19:30. Каде што пред тоа заборавив да напоменам дека ни е планирано едно дефиле низ центарот од Марко Цепенков до Саат Кулата, каде што на дефилето истони членови кои ќе бидат на ревијата ќе продефилираат и ќе делат од нашите флаери еден вид реклама за концертот, најава. Рековте дека ќе имате гости од Србија или поточно од Војводина, од каде што долги години соработувате. Колку часови е програмата која што ќе ја презентирате вечерта во саботата, на каков начин е замислена таа и очекувате ли одзив од страна на Прилепчан? Секако. Планираме да биде околу час и половина, максимум до 2. Знаете, сепак е концерт, не е убаво да биде па и премногу долго. Нудиме богата програма. Друштвото од Србија играат 2 кореографии, исто така има изведена традиционални песни. Октетот Прилеп со преубави 3 староградски песни ќе настапи. Нашето друштво, првата постава 2 кореографии, помалата, да кажам, група, и тие играат исто така и оркестарот, инструментални ора настапуваат, потоа и оркестарот со народни инструменти зема свој дел, и башка и ора и традиционална песна. Така да се надам дека ќе биде навистина интересно. Публиката мислам дека ќе биде заинтересирана да го прогледа целиот концерт. Значи, идејата е да се представат сите групи, идејата е да се представат оние кореографии по кои што вие сте препознатливи и секако гостите од Србија со неколку ора и песни да се представат заедно со Октетот Прилеп. Ајде, бидејќи 75 години се во прашање, да се навратиме на почетоците на ова друштво, како се започна, од кога постои култ Мирче Ацев и каде беа првите почетоци, на каков начин ова друштво се трансформираше во она што е денес? Вака, основано е 1947 година во склоп на Тутунскиот комбинат, меѓутоа имаме податоци каде што наведуваат дека уште 1932-33 година повторно во склоп на Тутунскиот комбинат, тутунските работници имале и игрорна група, инструментален состав, драмска секција. Од таа драмска секција е произлезен и Народниот театар во Прилеп, каде што навистина винни глумци, секако немале ни драмски факултет, школа, меѓутоа вистински доајени што оставиле трага во Народниот театар во Прилеп се токму од таа драмска секција од Тутунскиот комбинат, која потоа, како што кажав, драмска секција прераснала во театарот, а игрорната секција во културно-уметничко друштво, кое што исто така имало и игрорна секција, пеачка секција, инструментална. Го основале, тутунските работници. Најпрво биле буквално вработените на Тутунскиот комбинат, меѓутоа постепено почнале, мислам, граѓани од Прилеп и околината да членуваат тука. Тука е и нашиот доаен Пеца Танасовски, кој бил долгогодишен
кореограф на друштвото и навистина оставил длабоки траги, како во значи набавка на носи традиционални кои што денес ги поседуваме, се од тоа време Пеца Атанасовски, Илија Лашковски, кои што биле дел од друштвото и навистина дале голем удел во тоа. Потоа, со текот на годините, значи прераснувало се повеќе и повеќе, така да во 1967 мислам, или 69-та, културно-уметничко друштво Мирчи Ацев добило прва награда во Ланголен, во Англија, во изведба на Тешкото. Имаме податоци дека всушност Мирчи Ацев има добиено прво место во Ланголен пред Танец да добие. Танец мислам дека се 72 или 3, а Мирчи Ацев е 69. Така да, навистина, Мирчи Ацев и во тогашно време било едно од видни друштва, како што и јубилеот, значи ретки се друштва кои што имаат 75 години постоење. Го спомнав Танец, пак да го спомнам, значи Танец е 79-та основан, ова 49-та, а Мирчи Ацев е 47. Значи ретки друштва се Кочорацин од Скопје, мислам дека и од Битола или Линден се тука некаде. Навистина е за гордост да се биде член од едно друштво кое што има долга традиција, има доста историја, да кажем. Ако споредиме со времето тогаш и времето сега, многу работи се променети. Јас би ве запрашала каков е интересот од страна на младите да бидат дел од Култ Мирчи Ацев, друштво кое што има богата историја, богата традиција, има звучни имиња, имало во своите редови и сега има звучни имиња кои што оставиле трага на сеуна, што значи Култ Мирчи Ацев. Каков е интересот од страна на младите и како денес вие се снаоѓате како културно-уметничко друштво за да обезбедите она што ви треба, како што се носи, соодветна кореографија на ората, патување каде што учествувате на одредени концерти или настани кога сте поканети, се разбира? Не можам да кажам дека нема интерес, значи сепак има, меѓутоа не е во оној број кој што беше порано, да кажем. Имаме околу 100 членови, вкупно значи во трите групи, поделени по возраст. Меѓутоа, еве ова прилика да напоменам дека имаме мал недостиг на играорци, значи машка популација, девојки имаме доста. И сепак, тука и, ајде да кажем, најпрво рекламата, значи имаме идеја со тек на времето да почнеме и во основните училишта да се одбираат деца, како што било тоа порано, каде што коreографијата одделете во секое основно училиште, каде што организирали игрорна секција и од таа игрорна секција подобрите, да кажем, игрорци се префрлале во Мирчи Ацев, продолжувале во првата постава. Тоа значи дека ќе треба да ја возобновите таа соработка со училиштата. Да. Има ли интерес од страна на училиштата, има ли реакција на ова? Има, да. Сепак треба, значи, денес да се направи еден вид меморандуми, договори за соработки. Меѓутоа, отом потом, да кажем, сме со таков план, таква намера, па да видиме дали ќе даде повторно таков одзив. Иначе, во однос на финансирањето, денес се финансираме исклучиво од чланарините, кои што ги даваат членовите и еве вака на проекти кои што ни ги одобрува Министерство за култура или Општината Прилеп и навистина ретко се средства добиени од
да кажем, по големи фирми тука при Лепски. Имаме неколку пати добиено од тутунскиот комбинат, кој што фактички беше покровител на Мирче Ацев, и ден денес добиваме одредени финансии од нив. Оваа година добивме од Конфи Ангел одредена сума. Сепак за турнеите кои што ги правиме не можеме да кажем да финансираме целиот пат, значи членовите сами си покриваат патните трошоци. Онаму каде што одиме, конкретно во Србија сега, после концертов наредната недела одиме во Ирик, односно кај нашите гости, да, што се не бидат. Повторно си плаќаме сами патот, а домакините, значи, ни обезбедуваат спиење, јадење кај нив. Има огромна разлика од тогашно време, каде што како покровител генерален бил тутунскиот комбинат, каде се обезбедувало и пат, и спиење, јадење, попатни паузи, ручеци, буквално сето било платено. Меѓутоа, денес е поинаку. таму сме кај што сме. А како се решава овој проблем, би рекла, во соседна Србија? Еве со оние со кои што соработувате, а тоа е културно-уметничкото друштво Змај од Србија. Добро, културно-уметничкото друштво Змај од Ирик се помало место. Кај нив нема многу групи, групи ни фолклорни, ни спортски, да кажам, се едни единствени, така што голем дел му финансираат општината. И на други места во Србија, каде што сме оделе вака помали местенца, се буквално под надлежност на општината. Меѓутоа, по големи градови, како нашиот, истиот проблем ги има, значи, со финансирањето, со чланарини, со така донации, добра волја. Со снаоѓање. Да, и од проект на проект. Значи, сепак тој проектот покрива дел од активностите. Не може сето она што ни е планирано да го покрие. Меѓутоа, сепак, задоволни сме оваа година, што ни одобри од Министерство за култура да на еден достоинствен начин да го одбележиме јубилејот. Би можеле ли да кажеме колку членови од постојањето до денес поминале низ Кут Мирче Ацев, колку концерти се имаат одржано, ајде сега низ бројки да ги представиме тие активности кои што сте ги имале за 75 години, и што барем тебе, ти останало впечаток од, верувам дека повеќе од 15 години си член на Кут Мирче Ацев, а сега председател на друштвото. Што е она што може да се каже низ бројки и твои лични искуства од досегашното работење во друштвото? Вака се начепнавте кај идејата. Значи, имавме идеја и оваа година, меѓутоа, повторно немање финансии, ќе се пролонгира малку. Сакаме да изработиме монографија од 75 години постоење на друштвото, каде ќе бидат забележани буквално сите членови кои членувале, кореографи кои биле, председатели, инструменталисти, сите турнеи каде што се патувало, какви достигнувања се постигнало, кои кореографии се играле, па не се играат, па повторно се возобновиле, носи кои што ги имаме, кои што се носат. Буквално сето да биде забележано во таа монографија, попатно и со фотографии, кои што ги имаме во голем број. Значи, на оваа тема можеме подетално кога ќе излезе монографијата. Така. Во секој случај се илјадници членови кои што поминале низ друштвото, а во однос на твоите сеќавања досега од твоето учество во ова друштво, што е она што тебе како сеќавање ти останало? Сигурно биле бројни концерти, учество на бројни турнеи. Да. Значи, јас кога започнав како почетник,
бевме во универзалната сала во Тутунски комбинат, таму ни беше седиштето. Буквално целата сала беше околу теренот со почетници игрорци. Значи да не претерам, па можеби 150 деца Сигурно. беа. Од тие 150, значи повторно се изречуваат, ама сега имаме околу 40 до 50 почетници. Сепак сме задоволни на таа бројка, од кои само 2-3 сме машки, другите се девојчина. Моментално со просторот сме во домот Спиро Забрчанец. Таму ги обавувате тренинзи? Да, и за тоа има благодарност до општина Прилеп што ни возможи, што ни даде термини во општинскиот дом. Така да, пак ќе кажам, се надеваме на поголем број членови. Имаме и план со текот на времето, значи една ветеранска група да се направи од оние членови кои што играле претходно. Јоко ги имаат желба, секако. Значи имаме доста идеи, се зависи повторно и од финанси, и од време, и од простор, каде што држуваме проби. Доста фактори имаме кои што зависат. До крајот на годината, освен концертот кој што ќе биде на 10 септември во сабота, какви планови имате? Напомена дека ќе одите веќе после една недела во Србија како гостување на одреден фестивал. Дали до крајот на годината имате планирано одредени турнеи или концерти? Да, на 16, 17, 18 септември сега одиме во Ирик на фестивалот Пударски дани во истото место. Морам да кажам, имавме планирано во Турција, во Измир, меѓутоа нели се најавува повторно короната да завладе и некако е неизвестно тоа. Се организира, па не се организира, па се откажува, па ќе се одржува. Значи повторно сме во неизвестност една. Меѓутоа имаме контакти конкретно и за Романија. Се останува на договори. По последно време се повеќе се фестивалите со котизации, односно со учество. За нас толку и не се можностите, значи не можеме баш кај од патните трошоци децата да плаќаат и котизацијата, значи големи се сумите. Така да се надеваме, баре ако не друго уште една турнеја да направиме до крајот на годината. Тука секако, значи, сме на прилепските манифестации, да кажам, сега беше фестивалот на моделарство, каде зедовме учество. Потоа во октомври е фестивалот на медот, 11 октомври. Значи, буквално за сите значајни манифестации во Прилеп сме дел. И јас верувам дека така ќе биде секогаш и ќе продолжите во иднина. За крај уште еднаш да подсетиме, значи петок и сабота е она што ќе се случува во чест и за почит на Кут Мирче Ацев, а тоа е изложбата која што ќе биде во петок и во сабота концертот. Да подсетиме уште еднаш што ќе биде на изложбата и што ќе има на концертот. Така, на изложбата, значи најпрво ни е планирано дефилето низ центарот, потоа изложба на фотографии како црно-бели во боја, буквално од основањето па до денес. Колку фотографии ќе бидат офатени вака една груба бројка? Околу 70 на фотографии се, како рамени, така и изложени, баш кај дипломи, благодарници кои што ги поседуваме, и тие ќе бидат изложени, статуетки. Потоа на проектор имаме како еден микс од повеќе кореографии кои што се играле.
во друштвото од повеќе генерации и ревијата на традиционалните носи кои ги поседуваме, а во сабота, исто почеток од 19:30, јубилејниот концерт, каде што гости, напоменавме, ни се Змај од Ирик и Октетот Прилеп. Влезот е слободен, па повелете. Сите оние кои што Да. се заинтересирани заеднички да прославиме 75 години од постоењето на Кут Мирче Ацев. Навистина е јубилеј за почит, јубилеј со кој што Прилеп треба да се гордее, но не само да се гордее, туку треба и навистина помош за да обстани понатаму, за да биде носител на традицијата и на љубовта кон фолклорот на прилепчани, што во секој случај го пренесува низ Македонија, а пред се низ светот. Горан, ти благодарам за твоето гостување во нашата програма. Се надевам дека повторно ќе ни бидеш гостин со впечатоци од тоа како измина овој јубилеј и со впечатоци од она што ќе се случува во Србија веќе после една недела од овој концерт закажан за сабота вечер во Центарот за култура Марко Цепенков Прилеп.